Директно со Прва Скопска. Она што со задоволство можам да го констатирам, дека досега никогаш во Газибава во еден период не се реализирале изградба на две нови детски градинки, на едно ново основно училиште, на дом за култура, на реализација на нова мрежа на фекални канализации, на асфалтирање и поплочување на улици, на една нова спортска сала и голем број на други проекти. Ако морам конкретно да издвојам три проекти, би ги издвоил реализација на нова мрежа на фекална канализација во должина од 28 км, асфалтирање и поплочување на над 160 локални улици и досега изградени две нови спортски сали. Со задоволство можам да заклучам дека програмата што ветиме пред за мандатен период 2021-2025, а се работи за проекти кои што се исклучива надлежност на општина Газибава, во најголем дел се реализирани, а дел од нив се во фаза на реализација. Она што со жалење можам да го констатираме дека останаа проекти кои што се во надлежност на други институции, тука конкретно мислам на градот Скопје, кои што се нереализирани. Пред се работи за проширување на булевари, нови надвозници и слично, кои што се исклучиво надлежност на градот Скопје. Да заклучам, изминатиот период работевме посветено одговорно и транспарентно. Сите проекти што ги реализиравме денес се видливи за граѓаните и програмата е исполнета во процент од над 90%. Она што можам да го констатираме дека некој пат кога ќе пробаме да манипулираме јавноста, многу подоцна ни се враќа како бумеранг сето тоа. Одговорот на вашето прашање го даде јавното предпријатие Водовод и канализации пред неколку дена, кога јавно соопшти дека издашноста на изворот во Рашче е со намален капацитет и затоа има проблеми со водоснабдување целиот град Скопје. Не е случајот само со општина Газибава. Така да уште еднаш ќе потенцирам, жалам што имаме изгубени 4 години од страна на градот Скопје. Се надевам дека за брзо таму ќе имаме ново раководство и ќе имаме одлична соработка со градот Скопје и ги решаваме сите проблеми кои што ги имаат скопјани, вклучително и жителите на општина Газибава. Сите знаеме дека кога дојдовме да менаџираме со локалната самоуправа, имавме првите 2,5 години централна власт која што за жал не инвестираше во локалните заедници, мислејќи дека за тоа ќе ги казни градоначалниците кои што доаѓаат да родите на ВМРО ДПМН, не размислувајќи дека преку тоа ги казнува граѓаните. За наше големо задоволство, веќе една година имаме влада која што е вистински партнер и на општините, но пред се на граѓаните. Досега аплицираме на двата јавни повици што ги распиша владата. Во првиот јавен повик аплициравме за 4 проекти и добивме средства во износ од 3 милиони евра, се извинувам, а во вториот јавен повик аплициравме со 16 проекти кои што ни се одобрени од владата и се во износ од 9 милиони евра. Се работи исклучиво за инфраструктурни проекти, за подобрување на патната инфраструктура, за изградба на нови фекални канализации во Јурумлери и во Идризово, за изградба на трета детска градинка на територија на општина Газибава, за надградба на основното училиште Крум Тошев, за изградба на нова спортска сала во Железара и останати проекти. Нашиот фокус на работата е реализација на проектите да биде динамична, така да овие проекти што ни ги одобри владата ќе имат времена рамка на реализирање максимум година до година и пол. Дополнително на овие проекти ние како одговорна локална самоуправа креираме програма за наредниот период и ќе имаме од наши средства реализација на голем број на нови инфраструктурни проекти, реконструкција и изградба на нови спортски игралишта, нови детски забавни качиња, изградба на нова подземна инфраструктура во руралните населени места, подобрување на патната инфраструктура во урбаниот и во руралниот дел на општина Газибава, изградба на четврта детска градинка на територија на општина Газибава и многу други проекти. Ако добро ги изменаџирате средствата, се изнаоѓаат финансиски средства за реализација на инфраструктурни проекти. Впрочем, тоа го докажав првите 2,5 години од мојот мандат, кога имавме
централна власт предводена од СДСМ и ДУИ, ние стрикно од наши средства реализиравме голем дел на проекти, изградба на салата во Булачење, конкретен пример со средства директно од општина Газибава, изградба на градинката во Трубарево е пример дека кога се работи домакински може да се реализираат проекти и кои што се особено битни за граѓаните. 28 спортски терени со тартан подлога, 5 спортски терени со вештачка трева, асфалтирањето на 160 улици во изминативе 3,5 години се реализација на проекти исклучиво со средства од општина Газибава и многу други проекти. Повеќе од две децении се отвори законот за локална самоуправа и тоа беше еден транспарентен процес во кој што сите чинители можеме да дадеме соодветни мислења. Она што мене ме радува е дека конкретно во тој закон е нотирано референдумско отповикување на градоначалникот, што е особено битно бидејќи легитимитетот на еден носител на јавна функција, особено на функцијата градоначалник, му ја даваат граѓаните. Преку овој член ние возможуваме, доколку граѓаните не се задоволни од работата на градоначалникот, односно да немаме градоначалници кои што ќе го преспијат 4-годишниот мандат, да имат можност да го отповикат градоначалник и на негово место да се дојде лице кој што ќе работи во интерес на граѓаните. Сметам дека ваквиот закон е одржливо решение и ќе направи пофункционални општини. Сметам дека за граѓаните да добијат подобри услуги, мораме дел од надлежностите на централната власт да ги децентрализираме на локално ниво. Кога мислам за децентрализирање за одредени права и услуги, сметам дека тука размислувам и дека дел од централниот буџет треба да се пренамени во локалните буџети, за да може сето тоа да го сервисираат општините. Ние сме првата порта на граѓаните за било каков проблем, така да сметам дека и ние најдобро можеме да ги решаваме проблемите на граѓаните и во таа насока давам апсолутна поддршка за децентрализација на многу надлежности на локално ниво, за да можат да бидеме ние пооперативни да ги решаваме проблемите, но и потребите на граѓаните. Еден од основните постулати на кои што се темелеше мојата изборна програма беше отвореност и транспарентност на општината. Тоа може да се види и на индексите на меѓународните организации кои што прават рангирање на транспарентност и отвореност на општините. Ние сме во горното ниво на тие локални самоуправи. Јас сум еден од ретките градоначалници што даде отчет во првите 100 дена за својата работа, а потоа на секоја година давав отчет пред граѓаните на јавен настан, што е многу битно, значи не само да дадеме отчет во затворена просторија пред камери да кажеме 5 реченици. Јас тој отчет го давав на јавни средби, во полни спортски сали на кои што имавме интеракција со граѓаните. Јас давав отчет на тоа што е сработено во првата година, во втората година, во третата година, а на сето тоа се надоврзува и одредени личности кои што имале можност да соработуваат изминатиот период со локалната самоуправа и да кажат своите печатоци и мислења. Сметам дека треба да се отвори една дебата и да се разговара за намалување на бројот на советници во одредени општини. Сега конкретно кога разговараме за општина Газибава, Газибава има 25 населени места и најголема општина по територија во градот Скопје и сметам дека бројот што имаме во моментов е еднаков на оној капацитет и на оние територијални капацитети што ги обслужуваме ние како општина. Меѓутоа, тука пред се би апелирал кога политичките партии ќе номинираат кандидати за советници, тоа да бидат одговорни и авторитетни луѓе кои што на еден начин, како што кажавте вие, ќе го заслужат она што го добиваат како месечен паужал. Ние имаме случај во нашиот совет во општина Газибава, кога советници од одредена политичка партија од опозицијата гласат воздржано или против проекти за изградба на основно училиште, за изградба на градинка, за изградба на фекални канализации, што за мене е непоимливо. Мислам, не треба тие да бидат слепи послушници и да ги слушат насоките од партијата да делуваат деструктивно, бидејќи на крајот од денот граѓаните ги избрале и тие пред граѓаните треба да излезат после 4-годишен мандат и да кажат што допринеле они во нивното населено место или генерално во општина Газибава. Така да мојот фокус би се насочил во тој дел да имаме одговорни советници кои што ќе се грижат за реализација на проект повеќе во населените места или во нивниот регион, а да не
ја кочат да го кочат развојот и да ги кочат проектите во општина Газивала. Она што со жалење можам да го констатирам е дека сето она што не успеваат јавните комунални предпријатија кои што се во директна надлежност на градот Скопје да го санираат во општина Газивала, пробуваме ние да го решаваме со нашето јавно комунално предпријатие, иако за дел немаме и конкретна надлежност. Знаеме дека градот Скопје и особено општина Газивала се соочува со нередовно собирање на комуналниот смет, што е еден од главните проблеми на жителите во Газивала и на градот Скопје. Ако претходно имавме пракса 2 пати неделно се собира сметот во одредени урбани и рурални населени места, сега тоа се случува еднаш во 2 до 3 недели и навистина покрај контејнерите се создаваат огромни диви депонии. Ние настојуваме со нашето јавно комунално предпријатие тие диви депонии да ги расчистуваме, би рекол, секојдневно и во текот на неделата имаме најмалку по 20 до 30 локации кои што се расчистуваат од диви депонии. Имаме сезонски вработени лица кои што се одржуваат за комуналната хигиена во општина Газивала, метење на улиците, косење на зелените површини и така натаму и навистина настојуваме, ќе повторам, сето она што не успева градот Скопје да го реализира, да пробаме со наши сили и со наши ресурси да го подобриме во делот на одржувањето на комуналната хигиена во општина Газивала. Навистина, разликата во делувањето е многу поразлична од период 2017-2021 година, затоа што во 2017 до 2021 година воопшто немавме градежна експанзија на територија на општина Газивала, а за разлика од тогаш од 2021 година до 2025 година имаме реализирано на 670 проекти од различни сфери на општественото живење, ќе повторам, и повторно општината, иако дел од тие средства ги реализира со сопствен придонес, буџетската сметка ни е ликвидна и во моментот имаме стабилно финансиско конто. Прилика јавно да го објаснам тој проблем, бидејќи на седница на судот видов некакви одговори од стручните луѓе во водовод, меѓутоа не видовме став на градоначалничката. Само призна дека издашноста на изворот Раши на двата бунарски капацитети во Лепенец и во Нерези се со послаба издашност од минатите години. Апелираше дека треба да се забрани доградба и изградба на нови капацитети на територијата на градот Скопје, меѓутоа она што сакам да го споделам со јавноста за кој што треба да биде информирана е дека секоја постапка за одобрение за градба, делот на водоводна мрежа и делот на отпадни води оди на мислење во градот Скопје, односно јавното предпријатие Водовод и канализација. Доколку тие не дадат соодветно мислење, тогаш процесот ќе запре тука. Така да тие кога одобруваат одредени проекти, добро знаат со каков капацитет располагаат и кои се можностите на градот Скопје и што треба да преземат. И уште еден друг момент што сакам да го соопштам и што треба да им биде појаснен на граѓаните. Од наплаќањето на надомест за комунали за изградба на куќи и стамбени објекти на територијата на градот Скопје, 40% задржува општината, 60% зима градот Скопје. Тие средства се сосема доволни да ги пренамени во изградба на нови пумпни станици на територија на општина Газивала, во изградба на нова мрежа на водовод и фекална канализација и слично. Меѓутоа, за жал, изминатите 4 години ние немаме ниту еден зафат од страна на градот Скопје во општина Газивала. И сметам дека согласно закон надлежноста за водоснабдување на градот Скопје е на жителите на градот Скопје е под директно капа на градот Скопје јавното предпријатие Водовод и канализација и никој не треба да бега од таа одговорност. Ние како локална самоуправа ќе партиципираме во сите проекти што ќе ги определи градот Скопје и Водовод и канализација со цел да го решиме проблемот на граѓаните. Меѓутоа, ќе повторам, надлежноста за тоа ја има исклучиво Водовод и канализација. Во следните 4 години нема да го смениме принципот на работење, туку ќе зголемиме динамиката. Патот за развој на општина Газивала е веќе трасиран и ние само ќе продолжиме по тој пат. Мојата цел е Газивала во наредните 4 години да биде инфраструктурно развиена општина. Тоа е желба на сите жители и јас исклучиво акцентот ќе оставам на тој дел.
Напротив, нема потреба да бидам разочаран. Навистина мене ми беше чест и привилегија што бев еден од можните кандидати на ВМРО ДПМН за градоначалник на град Скопје. Тоа пред се темелеше на реализацијата на голем број на проекти во изминатите 4 години. Во овој момент сум силно посветен на општина Газибава, како што соопштив, имаме визија, имаме план, имаме енергија и ќе продолжиме по тој пат и во наредните 4 години да направиме Газибава модерна и инфраструктурно развиена општина. Она што сакам да го споменам, дека овој пат ќе имаме и силна поддршка од градот Скопје, од идниот градоначалник Орце Георгиевски, бидејќи изминатите 4 години, како што соопштив и претходно, воопшто немавме никаква комуникација со градот Скопје, немавме реализација на проекти кои што се од исклучива надлежност на градот Скопје. Директно со Прва Скопска.